Централното председателство на ДУИ синоќа донесе едногласна одлука да даде поддршка на СДСМ и да учествува во формирање нова влада. ДУИ бара од председателот Ѓорѓе Иванов да ја преиспита одлуката за недоделување на мандатот. Ова го соопштија по седницата лидерот на партијата Али Ахмети и портпаролот Бујар Османи. Тие посочија дека ова беше финален состанок на Централното председателство, на кој целосно беше исцрпена дебатата, пошто е донесена едногласна одлука ДУИ да учествува во формирање на владата. Сите тие што ја дале поддршката за новиот мандатар, тоа го направиле по слободна волја и не верувам дека некој ќе се повлече од таа одлука за поддршка. Треба да се разгледуваат сите аспекти на уставот и на правилникот на собранието. Значи немаше никакво тактизирање, ние расправавме за реални опции и реални ситуации, со дека не се исцрпи таа, односно ја исцрпивме таа дебата и денеска ја донесовме конечната одлука едногласно. Ахмети додаде дека доколку председателот не го додели мандатот и не ја повлече одлуката, ќе се разгледуваат прашањата за гласање влада во собранието, кој пак, како што истакна, ги регулира уставот и правилникот на собранието. Во однос на локалните избори, потенцира дека тие треба да се одржат во законски определениот рок во мај 2017 година и сега треба да се видат сите околности што треба да се почитуваат. Портпаролот на интегративците Бујар Османи истакна дека го повикуваат председателот Иванов, согласно со неговите уставни надлежности и неговото сопствено барање, да го додели мандатот за формирање на влада, потврдено со 67 потписи. Го повикуваме господинот Ивановно и сите политички партии да бидат внимателни и воздржани во своите изјави, за да не ја загрозуваат заедничката иднина на граѓаните на Република Македонија. И на крај, Централното председателство на Демократската унија за интеграција ги информира граѓаните, институциите во државата и нашите меѓународни пријатели дека давањето потписи за поддршка за земање на мандат за формирање на влада истовремено подразбира и поддршка за формирање на ново парламентарно мнозинство и нова влада на Република Македонија во духот на рамковниот договор и посветена во владење на правото и интеграцијата во НАТО и Европската унија. Османи истакна дека учеството на ДУИ во новата влада ја рефлектира волјата на албанскиот народ изразена на последните избори од 11 декември и има за цел исполнување на програмата ветена пред граѓаните. ДУИ, како што рече, ќе бара целосно испитување на работата на ДУИ од незиното формирање во 2002 година до денес, и тоа под меѓународен мониторинг, се додека не заврши процесот на реформирање на правниот систем во државата.